4 февруари 2016 година вие на фреквенцијата на КТВ, термин за регионални вести. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски синоќа ги слушна идеите на кавадарчани за подобра иднина на Македонија. Трибината се одржа во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, а истата ја следеше и од неа извештај подготви колешката Милица Младенова. Владеачката ВМРО ДПМН синоќа во Домот на културата Иван Мазов Климе ги слушна идеите на кавадарчани за подобра иднина на Македонија. Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, вака креираната програма, каде приоритет има гласот на народот, е клучот за добра иднина и успешен развој на една земја. Како што е вообичаено, ВМРО ДПМН ја подготвува новата програма заедно со граѓаните. Вечерва сме во Кавадарци да ги слушнеме кавадарчани за нивните идеи околу проектите во новата програма, што може да го подобрат животот на граѓаните во Кавадарци. Тоа е наш стил на работа, кога се пишува програмата, освен што учествуваат стручни лица, експерти, да учествуваат и граѓаните, сите оние кои што имаат добра идеја, која што може да се реализира, која што може да го подобри нивниот живот или животот на повеќе граѓани во населеното место, и која што може финансиски се разбира да биде издржлива, ќе биде прифатена и на тој начин ќе склопиме една програма која што на најдобар можен начин ќе реши најголем дел од проблемите. Се разбира, не можеме да ги решиме сите и секогаш има повеќе проблеми отколку што може да се решат, меѓутоа значено е да решиме што е можно поголем број проблеми и да ја дизајнираме програмата на начин во кој што граѓаните ќе имаат своје учество. Во следниот период продолжуваме и со останатите општини во Република Македонија, како што кажав, со цел да направиме програма која што извира од граѓаните и е за граѓаните. Се совпаѓаат ли идеите на партијата со идеите на граѓаните? Па ВМРО ДПМН е партија која што многу често е меѓу граѓаните, не само пред избори или околу избори, туку во целиот мандат. Тоа е наш стил на работа и тоа помага да се совпаѓаат повеќе идеите на граѓаните и идеите на раководството на политичката партија, бидејќи постојано сме меѓу нив и слушаме што граѓаните бараат, гледаме што можеме да реализираме. Такви идеи беа на пример субвенциите, такви идеи беа легализација на дивоградбите, можноста да си купат граѓаните возила со пониски акцизи, продажбата на дворното место за €1 по квадрат и слични други идеи кои што излегува од граѓаните и кои што денеска се дел од нашата програма и се веќе реализирани. Трибината на вице-премиерот и неговиот тим ја следеа голем број членови и симпатизери на партијата. Колку Ставревски е важен за Кавадарци и економскиот развој во градот, еве што мисли градоначалникот Александар Панов. Морам да признаем од се срце дека му должиме многу од капиталните проекти за Кавадарци. Еднаш во еден неврзан муабет кажав и јавно признав, еве пак ќе признаем дека дури закони се носеа за Кавадарци, како што е законот за јавно-приватно партнерство, кој што 2008 се донесе и први консументи, односно први кои што го ги почувствуваа придобивките беше токму јавното претпријатие Водостопанство Тиквеш, преку кој што со согласност на владата отпочнавме еден капитален проект и први во Република Македонија. Двата цевководи мултинаменски ги искористивме, а тоа беше првата фаза за решавање на водоснабдувањето, кој што преку владата на Република Македонија Кавадарци го обезбеди занавеќе и сега веќе никој во Кавадарци не зборува за водоснабдувањето, исто и во Росо. Панов како придобивка за градот ги потенцираше успешната работа на Домот на културата, образовните институции, јавното комунално предпријатие, градскиот базен, патната инфраструктура, сегменти според него вратени во живот. Републичкиот пратеник Весна Пемова пред присутните го потенцираше Дрексел Мајер како најголема придобивка за економскиот развој во Кавадарци. Според Пемова, повеќе автомобили, но и повеќе деца имаме откако профункционира оваа странска инвестиција. Со доаѓањето на оваа странска инвестиција се јави еден голем проблем во Кавадарци, односно во Кавадарци се купија доста автомобили и сега имаме проблем со паркирање. Незамисливо е денеска, значи, да дојдеш со автомобил до централното градско подрачје и да најдеш паркинг простор. Исто така го пренесуваме и тоа дека со доаѓањето на оваа странска инвестиција, односно Дрексел Мајер во Кавадарци, се случија и доста бракови, па се родија и доста деца и имаме голем проблем со сместување на децата во детските градинки, бидејќи родителите одат на работа.
Со новите проекти и бенефиции на владата, ИПЕМ-ова најави обид за враќање на младите во руралните средини, нова градинка за кавадарци и нови работни места. Во отворената дебата со тимот на вице-премиерот Ставревски дискутира и присутните. Идеи или прашања за изнаоѓање решение поставија голем дел од присутните. Субвенциите за земјоделците, изградбата на пензионерскиот дом, овоштарството, земјоделската механизација, проектот Купи куќа за млади, легализацијата на дивоградбите и синоќа беа дел од прашањата на кој одговараше министерот за финансии. Во координирана акција на шумската полиција од Велес и јавното предпријатие Македонски шуми откриена група што вршела бесправна сеча на дрва за огрев. Вечерта на 3 спрема 4 февруари годинава во координација и соработка со шумска полиција Велес и јавното предпријатие Македонски шуми спроведена е контрола во однос на нелегална сеча на дрва, пустошење на шуми и нелегална трговија со дрвна маса. При тоа во место викано Црници, атар на село Степанци, затекнати се 4 лица од прилепна возраст од 19 до 35 години, како вршат бесправна сеча на дабово огревно дрво од државна шума. Лицата се лишени од слобода и од нив со потврда одземени се 10 метри просторни, сурови дабови огревни дрва, 2 патнички автомобила, 1 моторна пила, рачна количка и други предмети. Одземените предмети и целосната документација се предадени на шумска полиција заради понатамошно превземање дејствија и процесуирање на соодветен поднесок. Во текот на 2015 година на територијата на секторот за внатрешни работи Велес спроведени се повеќе акцијски контроли во соработка со шумска полиција, ЈП Македонски шуми, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство и соседни полициски станици од други сектори, при што од наша страна поднесени се вкупно 16 кривични пријави, со кои пријавени се 28 лица за извршени 19 кривични дела: кражба, злоупотреба на службена положба и овластување, фалсификување на исправа, пустошење на шума и друго. Одземени се вкупно 138 метри кубни огревно дрво, 4 товарни возила, 29 патнички автомобили, 12 моторни пили и други предмети, како рачни пили, трактор, приколки, секири, запрежни возила и друго. Секторот за внатрешни работи Велес континуирано спроведува и превентивни активности, трибини, советодавни групи со граѓани и едукативни работилници на тема превенција од бесправна сеча на шумите во соработка со ЈП Македонски шуми и шумска полиција. Секторот за внатрешни работи Велес во иднина интензивно ќе спроведува вакви и слични контроли, се со цел сузбивање на оваа појава и зачувување на шумите, се вели во известувањето од секторот за внатрешни работи Велес. Агенцијата за вработување спроведува низа мерки за вработување и самовработување на невработени лица. Една од тие мерки е активна до утре, а за истата повеќе информации дознаваме од раководителот на Центарот за вработување Кавадарци Благој Борисов. Целта на ова денешно моје излагање е да потстам дека е во тек програмата самовработување. Едно мало објаснување, што значи самовработување. Самовработување јасно кажува зборот дека лицето кој ќе ги земе овие средства треба да се самовработи, односно да формира правен субјект, односно да формира фирма која ќе понатаму работи. Затоа имаме средства во финансиски израз од 185.000 денари, секој кој ќе успешно помине оваа програма ќе добие 185.000 денари. Со тоа вклучени се претходни трошкови, што значи он ќе добие, кај да кажано, како клучна врата, едноставно фирма готова и само да почне да функционира. Ова програма, веднаш да кажам дека овие програми течат од 2007 година и тука би сакал да истакнам дека во овие минати години, односно негде 9 години, имат само вработување околу 300 лица. Што значи негде околу по нашата проценка 75-85% и денеска работа. Тоа би биле некаде околу 100, односно 230 лица и овие што претходни години како само вработување имаат вработено уште еден, неколку повеќе, така да бројката негде моментално е околу 400. Значи, успешно, една од најуспешните програми. И затоа сакам
овие кои што сега ќе слушнат видат да ги охрарам дека оваа програма, мислам, како оглас ќе трае до петок. Сите оние кои што се колебаат, слободно нека дојдат, ќе му објасниме, ќе му кажеме се што треба со една збор да кажеме дека они може да бидат понатамошни успешни самовработени, односно успешни бизнисмени. Мало објаснување околу како оде програмата. Значи најнапред се аплицира, се полага мини тест тука компјутерски кај нас, по однос на рейтингот кој ќе има доволно бодови, има понатаму. Значи понатаму следува душе 20, односно еднаш 20, еднаш 20, 60 часа обука, со тоа самите лица да се стекнат со предприемаштво. Значи они после сите скалести поменувања од негде пред 4 месеци ќе може да бидат едноставно веќе обучени идни бизнисмени. Значи програмата предвидува да кажам дека за ова година да опфани негде на околу 1500 лица, зборувам на ниво на република, од кои што негде на околу по праксите од минатите години успешно би требало да поминат 920, односно 920 лица на ниво на република или држава треба да бидат наградени со овие средства за успешно понатаму да работат. Многу не е само тоа, значи за иновативните бизнис планови, они што реков скалестото предавање, кои ќе бидат најиздржливи, може да добијат и плюс средства, односно тогаш би била вредност на околу 257.000 денари и над тоа, кои ќе бидат уште поуспешни, 15 ќе може да добијат уште еден гарант од 92.000, значи вредност од 349.000 денари пари кои што можат во една година да ги искористат и да понатаму бидат активно успешни бизнисмени. На крај да кажам дека сите заинтересирани странки кои се моја интерес оваа програма и мерка може да се пријават до петок, односно 5 февруар. Значи поради интересот имаше продолжување на оваа програма, она почна од 7 јануар, поради интересот имаме една недела зголемување, се со цел да му добиме на сите заинтересирани на време ги достават пријавите за понатаму да можат да бидат активни во оваа програма. Македонија денеска го одбележува раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Со свеченост роденденот на својот патрон го одбележаа и учениците и вработените во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци. Со низа активности денеска низ Македонија се одбележува 144 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Делегации на државни институции, политички партии, здружение на граѓани, општини и установи положија цвеќе на гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Цвеќе беше положено и на спомениците на Делчев во главниот град на плоштадот Македонија и во градскиот парк, а со цвеќе и скромна свеченост раѓањето на Делчев го одбележи и Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Пред бистата на патронот свежо цвеќе положија представници на училиштето на чело со директорката Весна Крстева, како и представници на Советот и локалната самоуправа. Учениците во чест на Делчев читаа литература, низ песна го опишаа животот и револуционерната борба на нивниот патрон. Идеологот на македонската револуционерна борба е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш во семејството на Султана и Никола. Визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите се школувал во гимназијата во Солун и на Војната академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитетски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО во 1896 година, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Делчев е убиен од турска војска на 4 мај 1903 година во селото Баница во екот на подготовките за Илинденското востание. Тој бил против прераното започнување на востанието и заедно со својата чета ја обиколувал Македонија за да ја согледа состојбата. Ние се бориме против зависност беше темата на 5-дневната работилница која се одржа во градот Адана, Република Турција, во која учествуваа млади од Македонија, Хрватска, Чешка, Турција, Азербејџан и Грузија.
Од 28 јануари до 3 февруари во градот Адана, Република Турција, во рамките на меѓународна размена на млади поддржана од програмата Еразмус Плюс, младинците Стефан Тодоров од Кавадарци, Никола Кузмановски, Петар Петровски, Менде Марковски, Јана Сапковска од Битола и Наталија Трајковска од Прилеп, како представници од Македонија, учествуваа во 5-дневната работилница на тема "Ние се бориме против зависност". Размената се реализира со посредство на невладината организација Сфера од Битола. Овие млади од Македонија заедно со уште по 6 младинци од државите Хрватска, Турција, Чешка, Азербејџан и Грузија 5 дена се дружеа, разменуваа искуства, следеа предавање на тема разни зависности и учеа како да се борат против нив. Тие секојдневно во одвоени работилници со младите од овие 5 држави имаа можност да ги кажат своите ставови, да презентираат за зависностите во Македонија и да слушнат со кои проблеми се соочуваат младите од другите земји. Во рамките на престојот во Турција, заедно со другите млади, реализиравме анкети меѓу граѓаните на 2,5 милионскиот град Адана и да слушнеме непосредно од нив за зависностите и за тоа дека во Турција само секој 5 граѓанин не пуши цигари, а долната граница е 12 години, вели Стефан Тодоров од Кавадарци. За него интересни се сознанијата дека младите во Чешка се големи зависници од алкохол и тоа пиво, во Хрватска од интернет и лично смета дека во Македонија се присутни најмногу зависностите од дрога, алкохол и пушење. Домакините од Адана за гостите организираа прием кај градоначалникот на градот, но и свечена интеркултурна вечер во која имаа можност да дегустираат традиционални кулинарски специјалитети од Турција, но и гостите да презентираат своји традиционални производи и храна од земјите од кои доаѓаат. Организаторите на работилницата во Адана, Керем Шахин и Левент Остурк, ја оценија размената на млади како многу успешна и изјавија дека ќе ја продолжат соработката со Македонија и невладината организација Сфера од Битола во нивните идни проекти. Третооделенците од Општинското основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци денеска беа во посета на градоначалникот Александар Панов. Тие се запознаа со неговото работење и работењето на локалната самоуправа. Дали е тешко да си градоначалник? Кои се работните обврски на градоначалникот? Беа само дел од прашањата што третооделенците од Општинското основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци му ги поставија денеска на градоначалникот Александар Панов при посетата на општината. Панов ги запозна со надлежностите на општината во делот на образованието, културата, екологијата и спортот. Учениците се интересираа и за уметничките дела кои ги красат просториите на општината, што означуваат и кои се автори на истите. Градоначалникот Панов им раскажа и за немилите настани кои се случувале во 1913 година во Кавадарци и околината, им говореше за тиквешкото востание. Јас најнапред се надевам дека учениците, барем на она што им скренав посебно внимание, дека ќе зафатат нешто од тоа што им го кажав. Не се сомневам во тоа, бидејќи се работи за деца кои што се во моето училиште, буквално речено. Секогаш кажувам дека сум прва генерација на Гоце Делчев и посебно ми е мере кога доаѓаат децата од основното општинско училиште Гоце Делчев. Ги слушавте прашањата нели кореспондираат со нивната возраст. Расправавме и за други работи кои што не се во надлежност на локалната самоуправа, меѓутоа се надевам дека успеав да одговорам на и изгодните и на незгодните прашања од страна на децата и дека поголем дел од тоа што го кажав, поготово пак ќе повторам таму каде што потенцирав дека ќе им остане во трајно сечавање делот на екологијата, делот на тиквешкото востание и некои делови кои што не се поврзани со надлежноста, дека посебно ќе ги заинтересира и се надевам дека од овие деца утре некој ќе биде замена и за мене и за сите кои што идат после мене. Учениците се задоволни од денешната посета и од тоа што можеа да научат на часот посветен на запознавањето на својата општина. Поводот за посетата на градоначалникот е ние според нашите планирања имаме соработка со локалната самоуправа, а посебно по предметот општество имаме сега наставна единица, мојот роден крај, поточно општината, нашата општина и кои се нејзините задачи со што
се занимава општината и по тој повод ние се договоривме со градоначалникот да извршиме една посета тука, да дојдеме и веднаш ни беше одобрено тоа и не само сега и порано, секогаш кога не побарале нешто од градоначалникот, ние не биле примени и се надевам дека учениците се задоволни и веднаш после тоа ги искажаа знаењата што ги стекнаа тука за овој краток, да речам, наставен час од градоначалникот. Дефинирани активностите за прославување на манифестацијата Недела на виното во Неготино. Организаторите на овогодинишната манифестација Недела на виното од 2016 година во општина Неготино ја дефинираа конечната програма за прославување на празникот Свети Трифун. Имено празнувањата ќе започнат во петок на 12 февруари, за кога е предвидена организирана дегустација, односно надпревар за најдобри вина и ракии на индивидуалните производители во Неготино, а истиот ден во просториите на големата сала на општината ќе биде организирано предавање за заштита на земјоделските растенија и производи на подрачната единица на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието во Неготино. Активностите во сабота на 13 февруари ќе започнат со вториот дел од дегустацијата, односно надпреварот за најдобри бели и црвени вина, но овој пат на домашни и интернационални винарници. Во галеријата на виното во манастирот Свети Ѓорѓи во Неготино ќе се организира манифестацијата Ден на виното Вранет. За 13 февруари предвидено е уште едно предавање за заштита на виновата лоза, а е со почеток од 19 часот во музејот на град Неготино ќе се одржи традиционалната купаничарска изложба на Сдруженијето на купаничари од Неготино. Централниот настан ќе се случува на 14 февруари во недела, а ќе започне со фолклорно дефиле и фолклорна програма. Централната манифестација ќе започне во 12 часот на градскиот плоштад во Неготино со ритуалот на обредност за кројување на виновата лоза и доделување на наградите на учесниците на надпреварот за најдобри вина и ракии. Веднаш потоа следува културно-уметничка програма со учество на естрадни уметници и групи, а граѓаните од општината и пошироко покрај добрата музика ќе може да уживаат и во добрата неготинска пита и неготинско вино и ракија. Мостри од вино и ракија за надпреварот за најдобри вина и ракии по повод празникот Свети Трифун потребно е да се доставуваат најдоцна до 11 февруари. И годинава во рамки на одбележувањето на празникот Свети Трифун, општина Неготино ќе ги избира најубавите и најдобри вина и ракии од индивидуални производители, настан кој секоја година се одржува, како што истакнуваат организаторите, и годинава за најдобрите се обезбедени пригодни награди, кои ќе им бидат доделени на централниот настан кој ќе се случува на градскиот плоштад во недела на 14 февруари. Сите заинтересирани производители кои сакаат да учествуваат на овогодинешниот надпревар, потребно е да однесат по 2 мостри од вино и ракија од иста сорта во просториите на општина Неготино кај лицето Ивица Златковиќ, каде може да ги добијат сите потребни информации или на телефонскиот број 072 320 833 најдоцна до четврток 11 февруари. Учеството во надпреварот за избор на најубави вина и ракии е бесплатно, а донесените мостри и годинава ќе ги оценува стручен тим од енолози од Сдруженијето на енолози на Република Македонија, кои овој пат ќе ги оценуваат вината и ракиите по утврдените критериуми: бистрина, боја, интензитет, квалитет, оригиналност и така натаму. Од културата, утре вечер во 19 часот и 30 минути во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе ќе биде отворена изложба на ликовниот уметник Билјана Бинчев. Втората ликовна изложба во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во оваа 2016 година ќе биде отворена утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути. Станува збор за ликовниот уметник Билјана Бинчев од Прилеп, која уметно работи како постојан стручен соработник во ателието на скулпторот Златан Трајков во Скопје. Уметноста е нејзина определба уште по завршувањето на основното училиште, кога се запишува во средното уметничко училиште.
училиште Лазар Личеновски во Скопје. Во 2006 година дипломира на Педагошкиот факултет во Битола, додека во 2014 година дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, педагошки одел со сликарство во класата на професорот Јован Шумковски и при тоа добива награда за постигнат највисок просек и одлични резултати во текот на студиите. За време на студиите учествува во повеќе групни изложби и ликовни колонии во трите ликовни дисциплини – сликарство, вајарство и графика. На крај од вестите следува и прогнозата за времето. Утре ќе биде променливо облачно, ветровито и студено со засилен северозападен ветер. Температурата ќе достигне до максимални 7 степени. Тоа беа подготвените содржини. На крај благодарам за вниманието и за довербата што ни укажувате, почитувани гледачи. Имајте секое добро со нашата програма.